избереме влада која има визија за нова надеж, за нова иднина, влада на проекти и влада на реформи. Влада која ќе ја трансформира Македонија и која ќе се бори за секој еден граѓанин за подостоинствен и поквалитетен живот. Она што е важно за Делчево, и јас тоа неколку пати го имам говорено во изминатиот период кога го посетував мојот роден град. Ќе изградиме експресен пат од Кочани до Делчево. Во 2 мандати на владата на ВМРО ДПМН. Значи ќе го скратиме патот за околу 12 километри. Експресен пат Кочани Делчево преку Калиманско поле. Ќе ги реконструираме патиштата до Пекчево и до Берово, како и до Каменица. Се обврзуваме на изградба на пречистителна станица за отпадни води во градот Делчево. Ние мораме да ја деприватизираме и да ја деперсонализираме политиката од ликови кои само ја употребуваат. Секоја власт се заканува да ве расипе, да ве корумпира. Затоа постојат механизми за спреги и кочници. Ама некои суштества, ликови, имаат апсолутна власт и моќ во оваа земја. Неконтролирано ја употребуваат, дури и за време на изборите. Таквите луѓе се опасни во политиката. За нив таа не е јавна работа, туку за нив политиката е извор на богатство, избор на моќ без која тие не можат да опстојат. Треба и нив да ги испратиме надвор од политиката. Се изморија, ама не изморија и нас. Не само што Македонија не ја прават горда, туку не навредуваат и не повредуваат. Пред 2 дена повикав на македонско национално единство. Јас, доколку не повикав на национално обединување, би го погазил субстратот и идеологијата на мојата партија, затоа што ВМРО е и демократска партија за македонско национално единство. Пред сликата на руините и хаосот кој го прави оваа власт, ви велам дека секоја наша разлика со било која партија е помала од големата изедничка работа пред нас, а тоа е Македонија и нашата борба да докажеме дека има надеж и дека има иднина. Но овој мој повик побрза, панично и нервозно се јави Димитар Ковачевски, кој вели дека ни биле лоши работите, сме се плашеле и затоа сум повикал на единство. Не знаев до сега дека е страв да се повика на македонско национално единство. Затоа што сметам дека пред се тоа е моја патриотска должност. Па еве јавно да одговорам. Ке запрашам, што мислите, кому во Македонија вистински му пречи национално единство и обединување на партиите околу главна цел Македонија да биде силна и средена држава? Кому му смета, па креваат глава против тоа единство? Ке ви одговорам. Тоа се криминалците од ДУИ, кои ги фаќа паника и страв, па побрзаат да стигнат на комчето која го поседуваат, а се вика Ковачевски Димитар и Пендаровски Стево. Ковачевски да беше тендер за ДУИ и Артан, веднаш ке сватеше. А вака, ни тој самиот не верувам дека сваќа важноста за национално единство преналетот на ДУИ и криминализирање на Македонија. Многу внимание ќе посветиме на демографијата. Нема држава ако немаме силна демографија. Нема држава ако немаме деца. Нема држава ако нема на кого да ја оставиме оваа наша Македонија. Без младите, без децата, Македонија ќе се испразни и може еден ден ќе ја снема. Затоа, за секоја мајка, за секое новородено дете, годината која што ги уплаќала даноците, ќе ги вратиме. За второ родено дете, за 2 години ќе ги вратиме. За трето родено дете, се додека едно од децата не стане полнолетно, ќе ги враќаме даноците на доход на мајката. Тоа се многу пари, стимулација. Знам дека и тоа не е доволно,
но да има некаква сатисфакција. Без демографија, без деца, за жал, ќе нема ниту Македонија. Поевтини сметки за струја преку укинување на тарифата за пристап, 800 милиони евра за македонското земјоделство. Нашата платформа 1198 е печатот на позитивната промена која допира до суштината на вашето секојдневие и ве става вас, народот, на прво место.